поплачат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Продолжуваме со читање на оваа книга Ерини по Македонецот, издадена 2008 година, бела книга за борбата на македонизмот. 2008 година поддржана од Министерството за култура на Република Македонија и од тогаш до денес, после оваа книга, не можам да добијам авторски проект. 14 години и го читаме ова делови од оваа книга за да се види што е всушност проблемот по македонската култура. Знаете, 140 страна, колку ти чини цензурата Македонија. За Егејско добивме покана во септември 2003 од Дом за македонска култура во Лерин. Беше тоа обид да не пуштат пред Олимпијадата во Атина 2005. Поканата стигна во канцеларијата за врски на Хеленската република кај амбасадорот Јанис Иконому во Скопје. Покана била испратена и во Министерството за надворешни работи во Атина и до нас културен центар тогаш скрби утеха. Ама министерот не одби, немал пари за гостување. Нашиот. Му напишав писмо, му објаснувам дека ова е прв случај македонска културна институција од Република Грција да кани театар од Македонија. Не разбира тој или само се преправал. Потоа по месец дена имаше пари да гостуваме кај помаците, македонците муслимани на Родопите во Република Бугарија. Значи за таму може, за ваму не може. Колку да се знае, море театарски колега, колку ти чини цензурата. Нашиот. 141 страна, запис од ладилникот за българскиот шпион. Убетничкиот директор се наскрби, се јави во амбасадата на САД, ја бараше конзулката Јулија Р. Вика на телефонот. Вели дека ќе направи скандал. Не му даваат визи за да гостува со театарот во Детройт. Беше тоа само празнење на потиснатата актерова енергија. Не верувам дека тие доживеале такво нешто. Некој да се дере на сет глас кон конзулката и амбасадорот. Таа не се јави, избега. Се исплаши од уметничкиот директор. Страф од македонската култура. Толку. Нека остане во запишаното. Големата сила и малиот театар. Голијат и Давид, безбожници и просветлени луѓе. Моја Ја, што сорта ќе бевте? Безбожници оградени со високи ѕидови и жици, од што се боите, море насилници едни. Така. И сега, што се чудиш, автору мој, зошто потоа министерот на култура те стави 2 години на црна листа? Зошто ти прати државна безбедност по дома? Да ти бараат български шпион во ладилникот? Во ладилникот на нашата неслободна татковина. Си велам сами од себе си, ќе даде Бог и други книги да се дораскаже за еринијата и скрбизмот. 142 за македонските состојби. Леби игри сме ги играле во Плетена кај помаците на Родопите, било тоа 9.11.2003. Во Кочан дојде автобус со врховисти да ја спречи представата. Не однесоа на Орфеево, каде е роден Орфеј, митскиот македонски цар. Таму сторивме адец со леп, вино и пејани. Потоа игравме во Плетена. Секогаш кога играме за македонците вон границите на Република Македонија, има возбуда која ни дава кувет и сила. И секогаш се обидуваат да не спречат во тоа. Методите се различни: заплашување, држење на граница, закани со тепање, заклучени сцени и слично. Благоја Светломајсторот кој остана поради проблеми со столицата во Плетена.
Настанот со дојдените тепачи за нас ни го раскажа Благоја. Така го знаеме од прва рака. Така беше тоа, драги театарски пријатели. Такви беа македонските состојби. Уште една света театарска кота на Орфеево. 142 страна, колку да се знае. Во декември 2003 дома ми дојдоа инспектори од органите на прогонот. Божем бараат български шпион. Влегоа и ги видоа поранешната жена и син ми во пижами. Потоа ме повикаа на разговор горе во управата. Што работи, скрби, утеха, ме опитуваат батките. Со кого комуницирам во Министерството за култура? Леле мајко, куку ноне истражување и други прашања. Мислам дека тоа беше притисок врз една уметничка институција од некоја темна сила. Нели некому му наредиле по нивото на подчинетост да ме проверат, да ме притегнат, да ме исплашат, да сопрам или да го кажам зборот. Тажно е, пријатели. Сето свое време и својата душа ја имам заложено за својата земја Македонија. Покрај тоа што не ми даваат пари, сега почнаа да ме апсат моите во наводници, колку да се знае, независна татковино љубена. Да, така беше тоа. 145 страна за македонската слобода. На 5.12.2003 во 9 часот наутро двамина инспектори ми звонеа на вратата на мојот дом. Ми покажаа легитимации и слика од некој наводно български шпион. Имале сознание дека доаѓал кај мене дома. Жена ми и син ми беа во пижами и ми реков да останат во другата соба. По 2 часа повторно ме побараа на телефон да дојдам горе во ГВР, МВР, РСВР. Со Р важно да завршува. На разговор. Р. И таму добри луѓе ме прашаа со кого комуницирам во Министерството за култура. Па со начмичот што не води. Зошто одам кај македонците во соседството? Зошто одиш бе ти таму? Зошто Дионисови чествување бе? Зошто? Зошто? Голем збор. Зошто? Да, зошто? А зошто си се родил ти? На тој опит се прекршуваше мојата и вашата татковина. Чија е? Кому му е родина? Зошто? Потоа ми рекоа дека нема да има проблеми за скрби утеха, дека сето ова било грешка. Се разбира откако пуштив на интернет податоци на многу адреси дека сум апсен како македонец, професор, интелектуалец и директор на КЦ Скрби утеха. За да се дознае за нашите. Има и други состојби, но нема да објавам се. Срамота за Македонија. Сиот свој живот сум и го посветил нејзе и на светата македонска култура. И не само што не ме финансираат како што треба, туку почнаа и да вршат притисок со лично приведување и заплашување. Бедници кои ја поганат светата Македонија. Со Исус напред, одиме понатаму, македонци мои. Не, јас нема да судам. Јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Јас му припаѓам денес на Исус Христос. Тоа е суштината. 147. За невестата и за грдилото. Книгата Патека на Светиот Збор имаше своја патека. Не зборувам за пишувањето, туку за состојбите во Министерството за култура. Не ни одобрија ниту една книга на конкурсот за издавачка дејност за 2004. Имаше тука и преводи на колеги на македонци од Бугарија, од Република Бугарија, како и театарски книги, како онаа на Џулијан Бек "Животот на театарот". Имаше и ние се жалевме. Му се јавив на министерот по телефон. Се дере како да го колат, вика не ми дајде да дојдам до збор. Што сум му се јавил, имало независни комисии, не решавал они слично и така. Го сретнав председателот на комисијата за издавачка дејност во кафулето во театарот Центар, ме виде, ме повика, ми рече да не се лутам, дека ми одобрил книга, дека имало многу отпори. Македонија. Потоа Игор, директорот на КЦ Скрби утеха, 3 пати одеше кај Чупата, одговорна за издаваштво во Министерството. Таа 3 пати му вели,
Немате добиено книга. Потоа јас 3 пати се обраќам кај Венко А, председателот на комисијата, тој 3 пати ми вели дека е средено да одам кај Билјана Т. На помош Исусе. Потоа и се јавив на таа чупа и се разбравме дека се сеќава дека имало одобрено таква книга, но не може да го најде предметот. Дека е предметот, бе тетке. И да ја продолжи процедурата со објавувањето. Книгата излезе како далбок на почетокот на јули 2004. Личбота убава е како невеста. На Федео ја обработуваме со студентите. Денес сме крајот на септември, се уште не сме добиле договор од Министерството за култура за да не ги префрлат средствата. Венко А го сретнав покрај реката, Хомеровата река на патеката како трча за да ослабе. Ме праша што сум направил со книгата. Му реков дека чекам договор, тој одговори дека ќе го добијам. Министерот вчера го добив на телефон, му реков за договорот, ми затвори нервозно да сум се јавел во одделението за книги. Јозеф К. процес. А Билјана Т. не може да го најде договорот, бе каде беше договорот, дека е договорот, бе луѓе, дека е договорот. Книгата е убава, лична како невеста, а и се случува грдост. Боже, Исусе, татко мој, дај ми сила да не отепам некого од тримината за да ја спасам татковината. Да се додржам во умноста. Некои луѓе не ја заслужуваат светата македонска култура. 148 страна за безимените шпиунчиња. Се случувало, драги театарски пријатели, да дојдет некој човек од органите да ни помогне за кратко, а потоа да не сардисаат од сите страни. Значи некаков информатор Божем ни помага, а само истражува кои сме, какви сме, кој не финансира семокниот Бог Исус Христос. За потоа да не притегнат со средства ако премногу се крене македонскиот дух, Исусовиот дух. Тоа не само што е безбожништво и светогрдие на древната македонска култура, туку и греев кон сопствениот идентитет и децата. Да ја поганиш и оневозможуваш сопствената култура и луѓето кои гинат за неа. Не ви ги редам имињата, не сте достојни ситни, черешни, мислам шпиуни за дневната политика, спротиставени на мајка Македонија. А знам повеќе од нив со имињата им. Некои нешта на добрите им ги шепнува Духот Исусов. Едно време се загнаа да создаваат двојници на скрби и утеха, дејства, манифестации, програми, предмети на факултетон, глеј за нив имаше и јавност по медиумите и гласилата, и пари имаше од нашите. Така беше, браќа и сестри македонци, во нашето земно време и во татковината. Господ нека не варди од злите, предавниците и безбожниците, во наводници нашите. И сега не е чудо зошто театарот скрби и утеха 7 години со претходната власт, 7 години со оваа не добива театарска премиера, и зошто јас не добивам 14 години книга, заради оваа книга. Има уште една понатамо, ќе обработиме. Се вика Театарски источник. 149 страна, кој ќе го плати кафето? Или Бог со македонците. Со нас е Парисис, се сретнахме во ресторанчето на Фуфо. Муабет, думи, тој го плати кафето. Ни кажа зошто и како не доаѓаат на Дионисовите чествувања. Дионис бил грчки бог, цела Европа му се смеела на грчкиот национализам и ние не сме требале така, рече. Не можам ништо да му помогнам. Тажно е кога ви пресадиле дух на слугински образовен систем и ви нема спасение. Така ли, брате, нас му велам? Не му реков ништо, си одмолчав. Тие бијат своја битка кај Европата. Играат на нивната музика. Имам дадено завет во Дион, светиот македонски град, за мојата земја. Го имам играл на Александра скоро повеќе од 100 пати. Ме гушкали и менувале на целата етничка Македонија, не само во Републикава. И што сега? Да се откажам заради некоја си Европа.
Јас денеска зборам блудница вавилонска, натосани европејци. Јас сакам својата земја. Ми дарува бесмртен дух Исусов, запишана во Светото писмо. Македонизам. Сон за обединет свет. А таа Европа, тој свет кој не е свет, налет нека е секој со својата отплата на гревот. Таа Европа во која македонците се подчинети и граѓани од трет ред. Пирин и Егеј се во Европа и нема човекови права за македонците. Се сведува на тоа кој ќе го плати кафето. Нас е добар човек. Направивме некои думи кои не би ги запишал за јавноста. Некои состојби кои ги разбираат само оние кои често ја минуваат меѓата, меѓу Македонија и самата себе си поделената. Но кој ќе го плати кафето? Да сте живи, здрави, сите од виножито. Господ со македонците. 150 страна. Батлеровци. Тие $2000 никако да стигнат. Парите кои ги вложивме за разговор по телефон со Американа и за американскине визи требаше да ги покрие организаторот, црковната општина, раѓање на Пресветла Богородица во Стерлинг Хејтс во Детройт, или СНЦ. Тој велеше утре, задутре и така до денес. Мои македонци, наместо да ни помогнете со средства, ни собравте заедно со Батлерот, како што го велите Батлера, вашиот амбасадор, париот, скромниот македонски денар. Да ни е жив академик Жан Митрев, не извади од финансиската дупка. Какви верници во Бога сте вие? Мислам дека не заслужувате да се нарекувате македонци според постапките и делата ви. Повеќе ви прилега новата татковина Батлеровци мили, 151. Априли лили, манути свири на 4 сливи. На 1 април, Господе Исусе на помош, Божио лето 2004, по негово убедување, бев кај академикот во Ману. Моабетот беше како предавање и советување. Требаше доволно да ме исцрпи и обесили. Траеше доволно да ме исцрпи и обесили за тој ден. Да не се откажам од словените. Зошто сум против словените? Словените и така натаму, преку реката и во шумата Хемингвеј, словените. Грстови кал и слугинство, словенство во срцето и умот. Па, например, затоа што Исус не нарекол македонци и Македонија во живото слово Исусово, заради Исуса. Што понатаму да ви објаснувам? Зошто не ја бива земјата која ја газиме и на која живееме? Со слугински образовен систем можеш да создаваш само склавени и разни починети состојби од светиот македонски бесмртен дух даруван од Семокниот Отец. И тој Ману зошто служи? За слугинство ли? Имаш проблеми со финансирањето? Ми рече академикот. Го гледам и го молам Исуса да се додржам во умноста. Да не го земам царскиот Александров меч и да удрам по бедните и робските учени на тажната Македонија. Поними там долу, маке, пораз на лажното европејство. 152 страна. На Дионисовите чествувања најтешко доаѓаа егејците. 2 пати беше Пеце Василијадис од Врбјани, еднаш Колеса Келариу од Солун, но никако да дојде фолклорна група. Цензурата е страшна работа. Ете, нека остане запишано дека од земја од Европската Унија не е дозволено да дојде македонска култура во РМ. Секогаш ме прашуваат нашинците дојдени од Егејско, дали има политика. Политика на културна средба. Имаше едни 2 чупења во Охрид. Ама да не има политика. Па викам Македонија, Македонија е политика. Значи да нема Македонија. Политика на културна средба веројатно има, зашто човек исправен на сцената значи однос кон општеството. Ете, дојде една фолклорна група од Егеј во Штип
и ми го поставија истото прашање, дали има политика? Само насмевка. Јас им реков, па Македонија, Македонија е политика. Знам дека нема да дојдат. Асимилацијата и геноцидот во рамките на Европата, тажна неслобода, пораз на лажното европејство. Ајде вие одговорете им дали има политика во македонската песна и зошто тогаш таа се забранува. Се забранува незината светост и посвета кон Божјото. Ој Исусе на помош. Ој Исусе на помош. 154 страна. На брановите на македонското сега врне дожд. Со лодка по разбрануваната вода, актерите на театарот скрби утеха бродат по немирното езеро. Вистинска бура. Ветрот шиба, далгите надкреваат, одиме кон островот на кој се наоѓа малата еднокорабна црква, Света Богородица. Местото каде се снимаше дел од филмот Бакни го сонцето. Делот тимот на скрби утеха ги фаќа страф од бурата, од невремето. Од разбрануваното езеро, стојам на клунот на чунот, со расширени раце и им пркосам на брановите и мразниот ветер. Господе Исусе Христе, Ти си со нас, помислив. Штом немаат страф момчињата од пустец кои не возат по езероно, тогаш и јас не се плашам. Со нас беше и Жаклина од Македонско сонце. Жаклина М, таа е сведок на дел од нашите сторенија и македонските битки. Ке има што да им раскажува на своите внуци еден ден, кога Македонија ќе биде слободна. Удрете, бранови! Ете сме неколку души кои се обидуваат да и пркосат на силата на стихијата што дува спроти нашата земја. На брановите на македонското сега, Исусе, Ти си со нас, во љубовта страф нема. Амин до Божјо царство небесно. Амин. 159. Метафората на Мацко. Беше зајдисонце пред гимназијата во Требиште. Голобрдо, голобрдо, мои се твоите песни кај македонците во Албанија. Долу пукаше поглед на селце на Девар, каде е роден Војдан Поп Ѓоргиев Чернодрински. Ја игравме деноносии за потиснатите души на македонците во Требиште. Некој ја заклучил гимназијата и немаше столчиња. Некој. Луѓето стоеја и гледаа простум во театарот. Имаше тага и болка во сето тоа. Потисната скрб за неправдата, за негирањето, геноцид врз светиот народ, за човековите права кои не важат за македонците. Во еден миг Мацко, како Филип II, слезе меѓу гледачите во Требишти, на едно дете му го подаде мечот. Тој го играше Филип II. Атакот ќе го започнеш, ти рече, сцена од представата. Се возбудија требиштанци, потоа продолжи тој. Штом ќе ги омаломоштиш незнабожците, преде му го на мелеагар и мечот му го даде на друг гледач. Настана прелевање на енергијата од публиката кон сцената испротивно. Се случи метафора, допир, средба. Беше тоа прв пат театар во Требишта. Утредента игравме во Мало Острен и сцената се повтори и понатаму ни следните театарски средби. Беше тоа метафората на Мацко. Или пример урне како се сака и како се живее со мајката сцена. Ми недостасуваш бесмртна душо македонска. Мацко замина, потоа почина. Бог да го прости. Ете, тоа е таа книга, 2008 година. Пред 14 години, последната книга што сум ја добил од Министерството за култура. Навистина, да, ги кажувам работите какви што се. Човек исправен на сцената, значи однос кон општеството. Имам право да ја зборувам. Актеру, брате, можеш да бидеш чесен човек, да работиш за македонската култура и денеска кога Македонија една екипа трговци на души, без волјата на македонскиот народ, го промени името, идентитетот, подпишува разни сатански договори.
те понижува, ја понижува македонската култура, правата на македонците во Македонија сега се губат. Вие гледате каде сме дошле, зошто е тоа така, но јас верувам во Господ Исус Христос. Тој е судијата, тој ќе суди. Им простувам на сите, сум им простил. Фала му на Господа, денеска работам и други духовен театар. Работам за Царството Божјо. Татко мој, во името на Исус, благослови ги сите овие луѓе, им простувам од срце. Прости им, не знаеле што прават. Те молам за Македонија и македонската култура, да дојде Твојот дух, да се разбудат македонците, да не грешат повеќе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Амин, до Божјо Царство Небесно. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.